Сатнам. Доаѓам навака и се восхитувам. Како може се што ни е потребно веќе да е тука? Всушност и не може да биде поинаку. Бидејќи за да бидеме создадени и за да можеме да постоиме, најпрво се создале условите за да постоиме. Нели? Бидејќи откако условите постоеле, тогаш сме создадени за да постоиме. Прекрасно, нели? И се што расте на оваа земја, се што постои е всушност поддршка за постоењето. Поддршка за циклусот на животот. Ова е на вистина восхит. Каква интелигенција е таа што го движи животот и ги прави сите услови за животот да се одвива тековно, во леснотија. Кога не е лесно, кога не сме во тек со тоа што е создадено и континуирано се создава. На овој начин ги доживувам билките. Ако сега овој период е ова тоа што се создава, тогаш ова е тоа што е добро за мене. И сигурно веќе гледајќи препознавате, само да зумурам, зашто станува збор. Денес сме заедно со Штавел. Штавелот го гледаме секаде. Го гледаме по тротоарите во градот, го гледаме по ливадите, го гледаме по нашите дворови, го имаме сегде. Ништо да не знаеме за билки и растенија, за штавел знаеме. И можеби најчесто во домаќинствата во Македонија и се користи штавелот. Овде во Преспа ова е друго. Сигурно го користеле од секогаш. Штавелот може да се користи свеж и готвен. Попрепорачливо е готвен, бидејќи има оксална киселина, иста како спанакот, и за да не направи, меѓутоа треба голема количина од оваа оксална киселина за да прави проблеми на бубрезите, така што подобра варијанта ако тоа може да не биде проблем е да го јадеме готвен. Се јаде во супи, се јаде во варива, се јаде готвен, многу убав со мешунки, многу убав со леќа. Буквално сегде каде што можеш да ставиш спанак, може да користиш штавел. За овој не сум сигурна. Ова што? Штавелот е многу убав за зајакнување на крвта. Каде што има многу слаби анемии, голема исцрпеност на организмот, штавелот е одличен и во тие ситуации добро е да се користи и коренот. И коренот се користи и листот, се користи и цветот. Има и С витамин, има и железо, но
не е корисен бидејќи толку има многу железо, како што има можност за апсорбција на железото. Значи му помага на организмот да го апсорбира железото и да може да го искористи железото. Исто така, значајна улога на штавелот е што ја заштитува клетката, ја заштитува ДНК и ја обновува. Ова е важно, посебно во ситуации каде што телото е до толку исцрпено што самата внатрешна есенцијална енергија е намалена комплетно. И конзумирање на штавел помага во обновување и заштита на тоа што би можело да биде оштетено поради оваа исцрпеност на организмот. Јас би го препорачала ептен за цревата, за работата на цревата, за движењето на цревата и за слуста на цревата. Бидејќи ја подобрува слуста во цревата, ова овозможува лесна столица. Во пролет сите сакаме да исфрлиме колку што може повеќе од организмот, што е задржано, така што ова конзумирање не мора да чекаме да имаме затвор, туку едноставно конзумирање на штавел ќе ја забрза работата на цревата, но и ќе биде комплетно празнењето, што многу често е денеска кога човек не внесува зелена храна, кога не се движи, цревата стануваат мрзливи и најчесто ова е на секој втор проблем да се спори цревата. Така што јадењето на штавел го подобрува тоа. Значи и ја подобрува столицата, меѓутоа и делува за диареја. Ако имаш диареја, штавелот е исто добар. Прекрасен е за кожата, прекрасен е за каде што имаме воспалителни делови на кожата, може да се измиваш со чајот, може да го користиш како да направиш концентрат со штавел во вода и таа вода со купки, со некој памучен материјал да зимаш од водата и да ги држиш како облоци на облози на лицето или местото каде што има воспалителен процес, има некоја екзема и други проблематични работи на кожата кои се од воспалителен карактер. Гледам млади што ми се во близина. Штавелот, како и многу други зелени билки, ја поттикнува работата на црниот дроб, што значи поттикнува лачење на желудочна киселина. И кога оваа желудочна киселина ја има доволно во нашиот организам, ни помага во сите функции на црниот дроб. Тоа значи прочистување на крвта и зајакнување на крвта. Значи, штавелот слично како копривата, и ја прочистува крвта со подобрување на работата на црниот дроб, но во исто време и помага да изгради крв. Така што е одлично за прочистување, за детоксификација и за градење на крвта. Има прилично голема концентрација на витамин Е и витамин С. Јас со штавелот се сретнав првпат кога почнавме, ова не ми се допаѓа. Кога снимавме со Тања емисии за макробиотика и тогаш го користеше многу Тања штавелот. И тогаш првпат го засакав, бидејќи имаше направено сарми со штавел и просо.
И мислам дека само сармите со штавел може да бидат толку миризливи и вкусни. Сите сарми се убави, но сармите со штавел се посебни. Така што можеш да направиш во поголемите листови, со просо, со басмати ориз, кога сме за време на зелената диета, може и со леќа, може и со друг ситно сецкан зеленчук, само зеленчук да се наполнат сармите и така да се потпечат. Наистина ќе бидат миризливи и многу вкусни. Јас штавелот не го користам често. Ми се допаѓа вкусот, но можам и еднаш во неделата или во еден месец 2 до 3 пати. Тоа е така затоа што сум во љубов со копривата. И во исто време, додека има штавел, има и коприва. Јас секогаш прво избирам коприва. И ја имам и за доручек, и за ручек. И поретко има место за други зеленила, како што е штавелот. Иако може да се комбинира повеќе зеленила различни, но сепак број еден ми е копривата пред сите други. Тоа не значи дека помалце важни се другите зеленила. Ако можеме да комбинираме, и ако можеме секој ден да менуваме, можеме еден ден штаве, следен ден коприва, најразлично да правиме. И навистина ќе си го збогатиме оброкот и ќе си го збогатиме интелигенцијата, бидејќи ова е тоа. Кога се од многу чисто место, јас не ги ни мијам, бланширам по потреба или сецкам и ставам директно во да се готви. Во индустријата штавелот го има во козметика, го има како капсули, го има како тинктури, најразлични работи. Сигурно ќе најдете многу информации за штавел, но пред се едноставниот начин е дека можеш, ако не се свија во храна, можеш да го пиеш во чај, така што можеш да најдеш начин како да го користиш и да го користиш бенефитот од оваа билка. Подобрува празнење на мокрењето и поттикнува мокрење, значи е одличен диуретик. Секогаш кога се вознемирени цревата, е одличен, воспалителни процеси, заштита од штетни микроорганизми во телото. Микроорганизмите се дел од нас, но има микроорганизми кои се штетни за нас, така што штавелот ни помага да се ослободиме од тие штетници. Само блиц момент, бидејќи тука го имам. Киселец. Само да видам дали се гледа добро. Ова е киселец. Киселец, каде што има штавел, најверојатно ќе најдеш и киселец. Киселецот е многу кисел, за мој вкус е многу кисел и не го користам често. Моите родители го користат често, го ставаат во чорби на крај, се користи во салати. Има разни рецепти за киселец, може да најдеш и е одлична билка за внесување на С витамин и за тие што сакаат повеќе кисел вкус. Кога ставам во богата салата, каде што има други салати, каде што има марула, каде што има кромиче, каде што има многу зеленчуци, тогаш киселец малце ми дава убав вкус. Може да се истолчи во толчник со лукче и на овој начин е многу убав прилог со компир, со благи вкусови, каде што има благи вкусови, да даде острина, бидејќи вкусот е остар. Ако е кисело, не е кисело како лимон,
туку е остро кисел. Расте како розета, се собираат убавите млади листови, се јаде свеж, се јаде готвен. Исто како спанекот, како штавелот, има оксална киселина и треба да се внимава да не се претера, иако е прилично тешко да претераш бидејќи е кисел, но ете треба да се знае да не се претера, да се јаде свеж. Сега ми текна, сакам да спомнам за штавелот. Штавел има многу врсти. Јас едноставно го препознавам по тоа што е долгнаст листот и страните му се со како ресички, како неправилни, исецкани. И така го берам, и така го јадеме, и така го знам вкусот дека е штавел. Инаку е од родот на хејдата и веќе во доцната пролет почнува да расте нагоре во висина и да ги формира цветовите. Цветовите му се како мали чашки во кои има семе. И ова семе исто е јадливо, може да се направи од него брашно или кафе ако се испече. Треба да се увереш многу. И тоа е процес. И треба да го исчистиш од цветовите, од чашките, да го извадиш семето и тоа семе се користи. И коренот се користи, и листот се користи, и семето се користи. Навистина, богато растение, иако често не го сакаме кога е во нашите градини, бидејќи кога го има, бидејќи прави многу семе, многу се расплинува и многу површина завзема, но мораме да знаеме колку е значајна билката и колку е добра и за нашата градина и за јадење. Убаво би било да чуеме како го користиш ти штавелот. Сигурно има многу рецепти за штавел што се поволни, може да ни напишеш твоја омилена. За сега те гушкаме и те сакаме јас и штавелот.